Anđo! Anđo mori! Anđo! Što je? Što me vikaš? Na, pomirisaj. Aj, što ubavo mirisa. Aj, što ubavo mirisa. A na što? Mirisa na nešeker. A ma pogodi, na nešeker. A mi na što? Mirisa na đoka mori. Eto na što? Kako đoka, žiti Boga, zboruva čoveče, što je? Ništo ne te razbira. Sada me razbereš. Pročitaj go ova pismo, pa ke razbereš. Đoka. Moram stavi go đoka, ozgora počne. Marice, dušo moja. O, ti mirisali sega na nešeker. Go primiv tvoje to slatko pismo i go izbaciv 100 pati. Čuda nego izbacili poštarati načalnik od na poštar. Odredna bacova. Ke postapam točno spored upatствата što mi gi izloži vonego. Čerka ti praća upatstva? Ako продолжи така, може да почне да праќа расписи, може да заведе деловодни протокол, па да започне работа под номеро да тера. Одвај го, изчекувам среќниот час да го притиснам. Што да притиснем? Мојот бакнеш на твојата сладка уста, твојот верен до гроб Đoka. Đoka. Ете сега знаеш кој е Đoka? Леле, Господ да не отепа. Прстите ги изечам. Да не може мајчината никогаш веќе писмо да не напише. Може го напише со носот, вака, со носот ќе го напише. Само ако сака. Од кај ти е ова писмо? Го донесе поштарот. За неа. Па за не за мене. И ти го отвори. Па го отвори. Подобро да не си го отворил. Жими Бога подобро. Како ти кажам сега дека си го отворил писмото. Чудо големо. Сум отворил јас писмо од малце поголеми. Господата нема да го отворам тоа на Đoka. Си отворал, туку поради тоа и службата си ја загуби. Ја загуби, па што? Што мори, Анđо мори? Што мори, Анđo? E što mori, Anđo, sad što je sad?
си поседов, дури малку се заборави и после пак си добив служба. Вистина, ама немој сега пак да отвараш писма. Морам, Анđo. Не е тоа што сакам, туку морам. Знаеш како е, ќе му влезе на човека во крвта. Има луѓе што сакаат туѓо пиле. Има што сакаат туѓа жена, мори. А јас сакам да читам туѓи писма. Сакам, мори, што да правам кога сакам, сакам. Утринава пристигнаа многу писма. Од Министерството не мирисаат. Не мирисаат ни овие од околијата. Овие од селските општини, види партали, види. Го земам ова писмо, гледам, до господица Марица Пантичева, господица. Го отворим кога замириса њока, ете. Јас, жи Бога, не знам што прави ова држава. Па да. Зар не е подобро девојките да учат да читат и да пишуваат, дури кој ќе се омажат? Па и тогаш не знам зошто ќе им е тоа. Божем ќе читаат од книгата Готвач како се прават гураби и дупени блага. Тука е мажот, мори Анđo. Тука е мажот. И ако му се јадат гураби и дупени блага, тој нека и прочита на жена му како се права. Право велиш. Браво, велам. А не погледа од каде е писмото. Не Богам. Види. Прокупле. Ти велев јас тебе, Анđo, не праќај го детето нагласни кај тетка му во Прокупле, а ти, ако, нека си помине детето. Ете, таа си поминала, сега ти ке си поминеш Облото си. Ами пак што знаеш, Еротие? Може би ова е некаква добра партија. Бегај, шити Бога! Бегај! Добра партија. Ѓока? Добра партија. Добра партија е господин Вича. И ти да си мајстра, како што би требало. Ти би требало да ја поучиш, да ја покараш. Ете, човекот ја сака. Не да речеш да не ја сака. Пред некој ден пак ми рече, кога би се ородила ние, господин Капетоне, кај би ни бил крал? Изборував, не дека не изборував. Туку кога девојчето не го сака. А зашто пак треба да го сака? И ти не ме сакаше кога се омаже, затоа што ти мари, види каква си брешка. Речи, не си настојувала. Па и не сум настојувала, не сум. Не си. Ја растегнувам работата поради она негова кривица. Каква Си реков, нека се сврши тоа, па после нека ја бара. Каква кривица, жити Бога. Кај си видела ти кајнос некој чиновник да го заболи главата поради некаква кривица. А после, умен човек е тој, знае тој што прави. Ги искрал он сите актови, сега нема актови, нема кривица. Не му може ништо министерот отколку да го истера од служба. Па и да го истера, мислиш ти, нема му вегајле? Мори, скрцкал тој паричка, па може и без служба. Ќе си поседи една година-две, ти им дава пари назаем на селаните, а ако пак сака одново служба, ќе почека да падне владата и после другата влада ќе го врати во служба со група. Ама зар на вистина тој човек има толку многу пари? Има, леба ми, има мамето негово, има писар втора група, а нема ни 14 месеци од како е во околијава, а дојде гол како пиштол, помниш? Уме, бе, брате, уме. Ето оној другиот господин Жика, тој довек ќе си остане сиромав. Не му е досада да му даеш литар, 2 вино, ама ово неќе да се валка за ситници, неќе да прими на работа честитки, лицитации и такви други работи. Нека го тоа вели за господин Жика. Тој фаќа само на големо. Неговата струка ти е политика. А на неа, Бога, мерно печали. А најмногу печали на династијата. За него династијата ти е крава мозница. Ќе видиш, го затворил некој чорбажија, вели, лајал против династијата. Ќе му натовари околу актови. 7, 8, 9 сведока, 5 години робија.
И еден ден гледаш, ги снемало актовите или изказите на сведоците поинаку гласат од кога што си ги читал и оно и гледаш на слобода. Марија! Марија! А да видиш, и мајстор е да ја чува парата. Тоа е, гледаш домаќин човек. Таков зет, дај ми ти мене. А не џок, ајде мори џока, џок. Па што да правам? Што можам кога таа не го поднесува? Вели и личел на петел. Красавици Гизили и личел на петел. И јас личев на петел кога те зедов тебе. Па што ти е, мори? Па што ти е? Што ти е? Добар ден, господине началниче. Па така срце моје, па така душа моја сладка, така. Добар ден, господин Лича. Токму нешто за тебе зборувавме. Нели срце? Мамето, тоа е да знаеш. Телеграма, знаете, па реков... Телеграма, од околието тamo? Не, од Министерството. Министр? Па што нешто важно? Шифра. Шифра? Доверливо. Строго доверливо. Анđо, ај водиш ти. Доверливи работи не се за жени. Добро, дедо, Ајде. знам јас. Ајде, го зедели писмото. Па натре го носот, кажи дека јас такви работи не... не трпам такви работи, срце. Не трпам такви работи. Да не чека ја... Ајде, мори. Шифра, Шифра. Ја разреши. Ја разрешив. Па? Па не знам. Како не знаеш, бре, не знам. Еве, па видете и самиот. Не знам. Не знам. Сина риба. А? Сина риба, бе? Сина риба, колка на династија. Ај, угоена династија. Тркалевезна. Локомотива, локум. Локум, бебе, локум. Округ, тр. Зора, кундак, фенер, свескин, копан, тапан, печат, пензија, поп, троп, шоп, поп, ај, мајка. Шо е ова, бре? Не знам и не разбирам. Се мачев половина час додека го решив. Ма што не разбираш ти, ајде, ама еве и јас не разбирам. Ниту еден збор не разбирам. Ајде оваа династија и оваа тр. Ко ќе го повржеш, тоа би можело пак нешто и да значи. Тоа би, например, значило влејте во народот страхопочит према династијата. Ама овој свескин копан, овој тапан, овој поп не може ништо да не значи. Слушај, бре, да не значи пак ова нешто туку онака завиткано речени или тоа може нешто многу важно. И јас би рекол дека е така. Веднаш видов дека е многу важно и затоа внимателно работев. Сина риба? Добро. Нека му биде сина риба. Ама колка на династија, ако се размисли зрело, има тука навреди го си лича. Има. И не бе си избркал нешто, ти бе си избркал. Сум збркал, да ви ги донесам шифрите па да видите и самиот. Добро. Судовната општата шифра ли го реши ова? Да. А не се обиде со горната специ. Ај, Па леба ми не проба. Па тоа е, господи, Виче, и секогаш ми правиш такви работи. Ајде со мене, катуткан, ајде. Зошто да го скршиш тенџерето? А што би можела друго да скршам кога тенџерето ми беше в раце? Па добро, туку зошто да го скршиш? Па јас ти реков ли еднаш за секогаш? Не сакам да ми кажеш повеќе ни збор за тој господин Виче, а ти викаш да ме оставиш намира. Затоа решив, штом ќе ми проговориш еден збор за него, ќе го скршам првото нешто што ќе ми падне под рацете. Поинаку не можам да излезам накрај со тебе. Ма не зборувам јас за лошо. Зашто и да ми зборуваш, не сакам да те слушам, разбираш ли? Штом ќе ми го спомнеш, ќе скршам се што ќе фати. Леле, Господ, да чува и да брани.
А да речеш барем дека е лош човек. Вистина. Ете, баш пред малку разговаравме со татко ти. Вели, има пари, а и те сака човекот. Му рекол на татко ти дека те сака. Леле! Ама си бесна, Ти Керко! реков, не да не ти реков, зашто ме предизвикуваш? Ма што ти е тебе денеска? Што ми е денеска? Ще ме прашува што ми е денеска. Ми го отвориле писмото. Могаче да не може ми не цели, Чекај. Ајде. Полека, суубаво, да зборуваме. За кого? За што? За Ѓока. Што да зборуваме? Па така, да ми кажеш кој е тој, што е, каков е. Како ви да, јас си го сакам, па тоа ти. Па знам, Керко, ма не оди тоа така. Одежи ми Бога, оди. До 19-та година не мислев на мажење, ви го оставив тоа вам. Од 19-та до 21-та мислев и ви реков, најдете ми момче. Кога наполних 21-та, вие се уште не ми го најдовте, ви реков, ја самата ќе си го најдам. И ете си го најдам. Како тоа најдов? Да не е тоа она, како да речам... Свршено е, ако мислиш тоа Леле. да прашаш. А ако не веруваш, еве да ти прочитам што му напишав и јас. На ова мое писмо е оној одговор од него што сте го отвориле вие и што сте го прочитале. Еве, слушај. Ова напред не е за тебе, туку ова. Јас веќе усно ти и ова не е за тебе. А тој господин вича и ова не е за тебе, ни другите во околијата и ова не е за тебе. Па што е за мене? Еве ова. Затоа ако навистина ме сакаш, веднаш тргни на пат. Дојди и кога ќе пристигнеш, земи соба во хотелот Европа, но немој да излегуваш никаде в град. Мало е местото, па би паднал веднаш во очи. Седи во собата и јави ми со писменце дека си пристигнал. Јас тогаш ќе истапам пред мајка ми и пред татко ми отворено. Ако се согласат, ќе те викнам веднаш да ја свршиме работата. А ако не се согласат, јас ќе дојдам кај тебе во хотелот и ќе пукне резил каков што не се случило од како има свет и век. Тогаш веќе ни татко ми, ни мајка ми не ќе има друг излез. Ова понатамо не е за тебе, разбра? На тоа тој ми одговори, ќе постапам според упатствата што ми ги изложи во писмото. Ете ти, па според тоа управувајте си и ти и тате. Леле, црна, Керко, што доживеав. Му вечеваш на човекот да му одиш в кафеа на Господе Боже, каква е денешнава младеж. Онаква каква што секогаш била младежта. Помрдни се од местото. Никогаш тоа не било. Никогаш. Се израсипа светот, се преврте се наопаку и се измени. Се изменило само местото и ништо повеќе. Какво место? Па така, денешниве девојки закажуваат состаноци в кафеана, а во твое време ги закажувале на таван. Тоа не е вистина. Не. А и да е така, пак е тоа друго. Туку ова, јас да доживеа мојата Керка да оди в кафеана со млади. Па не морам јас да одам. Може тој да дојде ваму ако се согласувате. Како ако се согласуваме? Ниту знаеме кој е, ни што е. Прашај ме, ќе ти кажам. Па убаво. Еве да те прашам. Ајде кажи ми, кој ти е тој Ѓока? Аптекарски помошник. Аптекарски помошник. Па добро, Керко. Си размислила ли сериозно што е еден аптекарски помошник? Од што ќе Тоа живеете? ти немој да се грижиш. Ами кој да се грижи? Не можете да се храните со нанешикер и да се облекувате во бинтови. Тоа е наша грижа, а ваша грижа е да размислите што поскоро, да не биде после доцна кога ќе пукне резилот. Чу што пишува во писмото и така ќе биде. Ако не пристигне денес, утре без друго ќе пристигне и тогаш запамети и слободно речи му на тате дека срамот не му гине. Кај би му го рекла јас тоа до Бога, Керко, не би смела, јас Добра, тоа не нема. се таштина. Чекај, ќе го налутиш па уште полошо. Пушти ме мене, јас полека, оддалеку, суубаво, само ти не можеш. Добро, како што сакаш. Мене ми е седно. Само... Јас би сакаја еротие. Крај ги излезе. Слушај, татко, јас морам да зборувам со те. Крај ги излезе тоа да. Морам да разговарам со тебе насаму, бидејќи немаме време. Има и државата да разговара со мене насамо, а државата е поважна. Ај ќе ве викам, ај ќе ве Мене ми е викам. седно. Само да знаете дека ќе се каете.
Работата е сериозна. Ова сериозно ще колко, ай ќе те викам някак. Грешиш, Джими, Бога, грешиш. Ай, излези, ай, сърце. Ай, добра си, ай, душо. Ай, души, се надула па пукнала. Што рече? Дувни ветре, пеамари, дувни ветре, пеамари. Излезите, молам. Излезите. Излези, чумо сама. И сета. И сега шо беше? Маме. Сам ли сте? Сам. Не може, бе, брате, во целава куќа да најдеш место каде би можел доверливо да разговараш. Ова наша канцеларија, цела сурија, барканица, аз изинал, ке ти бапне. Тука сум посигурен. Седи вича, простај ми уште една штаа телеграма, ма те молам, збор по збор, секој збор да го чуем. Строго доверливо. Строго доверливо. Според узнавањето и трагата досега забележана, во таа околија сега се најдува известно сомнително лице. Запамети го Сливича, сомнително лице. Кое носи со себе Нето. револуционерни антидинастични списи. Чекај, представи ми го тоа уште едне, што носи со себе си? Кое носи со себе револуционерни... Чекај, бе, па не брзај, дај јас да го прочитам. Каков си? Кое носи со себе си, револвур, абе читај ме што заправ сега ти, па читај лепа ти. Кое носи со себе револуционерни антидинастични списи и писма со намера да ги пренесе преку граница. Да. Личниот опис на ова сомнително лице не им е познат на властите. Не. Единствено се знае дека тоа е млад човек. Направете се што е можно ова лице да се изнајде во вашата околија, да му се одземат списите и писмата и под јака стража да се спроведе во Белград. Удвојте ги пограничните стражи за да му се попречи преминувањето преку граница и ако е потребно побарајте помош од соседните околиски власти. Господин Вича, ова не е сина риба, бе? Не, господине началник. Ова е важна и сериозна работа. Шо мислиш ти, господин Вича, колко е тешка оваа телеграма? Па, како да ви речам? Ако сакаш да измериш тежината, треба да знаеш што носи оваа телеграма. Што носи оваа телеграма? Па, носи... Носи група! Мој господи Вича! Вам, господине началниче, вам ви носи група. Не, па ти немаш гале за група, што ќе ти е телегрупа? Па не велам дека ми е потребна група. А? Но знаете како е, време е веќе, треба да мислам, да се средам, да станам домаќин. Знам, што се кажеш, господин Вича. Не брегајле, ако е свршиме оваа работа, мене група, а тебе невеста дома. Тоа вие го велите така, девојката? Море, девојката има да молчи, да ги слуша родителите. Само ако ми помогнеш да го фатиме ова лице. Ако ми ја доверите таа работа мене, јас ќе го фатам. Тија? Ајде ти е доверам. Ама како ќе го најдеш, кажи, како ќе го најдеш? Па јас мислам вака. Како? Врз основа на оваа телеграма овде, да го затворам Чорбаджи Спасоје Ѓуриќ. Да го затвори Спасоје Ѓуриќ? Уха, кај дупиш ти, господин Вича. Чесен човек, бе, најбогат трговец. Па токму затоа, Ајде, што не оди, бре, брате. Баш ништо не ќе му виде. Ќе си посади неколку дена в затвор, па после ќе го пушта. Но знам дека би го пуштила, ама што не оди, бе, брате. Од каде на каде Чорбаджи Спасо, сомнително лице. Не гледаш овдека пишува млад човек, а Чорбаджи Спасо има 60 години, бре. Па и да го затвориш. Затвори го, бре. Кој ти брани?
Затвори ги сите. Кој ти урони? Камо ти кај него ова револуционерни и антигимнастички списи и писма? Камо ти вре, а? Камо? Ако и превртиш тефтерите на Чорбаджи Спашо, што ќе најдеш? Вересија твоја, вересија моја. Па тоа не се сомнителни списи, бре. Па да, сомнителни се дека ти нема да му платиш. А што, вие ќе му платите? Ма не му плачам ни аз, бре, не му плачам. Туку ако се нашите признаници сомнителни, тие не се династични. Не можеш ти да ги земеш нашите признаници, да ги испратиш на господин министър кои антидинастични списи и писма. Слушај ме, ти мене го си вичо. Ова е важна и сериозна работа. Од нас зависи спасот на државата, на династијата и на кралот. Дали се сите чиновници собрани тука? Тука се, само госпон Жика е појден по околијата. Ето, ти што бара тој во околијата? Ама не е појден. Туку вчера се опил, а нашиве чиновници кога некој ќе се опие па нема да дојде цел ден в канцеларија, обично велат појден е по околијата. Па тој често ми оди во околијата. Разбирам кој ќе се опие при некоја поголема лицитација, при некој заем од хипотечната банка. Тоа, ама овој почнал се опие за најмали услуги што им ги прави на граѓаните. А тоа не чини, бре, од тоа страда државата. Треба на тоа да се мисли. Треба да му се однесе една стомна расолница да се истрези. А другите? Другите се тука. Ајде, штом дојде Жика, елате да се советуваме. Ајде. Како би било, господине началниче? Што е? Што? Уште сега веднаш да го испратам шпиунот Алекса да се проврти малку низ градот. Не, верувам дека тоа лице е во градот. Тоа се крие негде во околијата. Ама пак, кажи му, нека дзирне во секое кафе и кафенце. Ајде, Вича, па Марица, ајде. Таларили, бум. Сина риба, ама треба да се фати. Треба вешто да се намести црвчето, да се стави јадицата во вода, па мирно молчиш, не дишеш, а туку тапата ќе пропадне и ти... Излегува јадицата, а на јадицата виси група. Минатите избори ми се изглеча, ама сега, Бога ми, нема. Ќе затворам целата околија, па врешето, па сеј. Феке, што е чисто ќе помине доле, а што е сомнително ќе остане горе и подрипнува како рибче мрежа. А јас само избирам. Ајде прво ти, Булавче. Ти. Ќе го стегнам за врата, тој ќе мекне како јаре. Емеја! Ти ли си сомнителното лице? А? Јасно, господин капетане. Па бргу на телеграф до господин министерот на внатрешните работи Белград. Во моите раце се наоѓа вашето сомнително лице, а во вашите раце мојата група. Молам за брза размена. Е така уме родија ми, како? Чан, жне, ла... Татко, сам ли си? Не сум сам. Па нема никого? Не сум сам, кога ти велам, зафатен сум со важни грижи и мисли. Јас не знам какви грижи имаш, но јас морам да зборувам со тебе уште сега. Немам време сега, пушти ме сега, немам време. Ако не зборуваме сега, ќе биде доцна, јас
те молам да ми слушаш, зашто инаку ќе се каеш. Маме, Добро, брате. Ајде да ти слушам. Зборовај кратко и јасно што е. Слушај, татко. Ти знаеш дека јас веќе сум во години и дека реди родителска ваша должност е да ме згрижите. Треба да се испратат. Јас досега чекав вие да исполните таа своја должност. А треба и распис на нищо... кметовите на општините да им се прати. Ти мене не ме слушаш. Па не те слушам. Ете, гледаш дека немам време да те слушам. Добро, татко. Но да знаете дека ќе се каете. Слушай, се што имаш, кажи и тамо на мајка. Кај кажам на мајка ми. Кажи на мајка ти. На мајка ти! А за не гледаш дека ми е полна главата со грижи. Списи, антидинастични списи. Сомнително ли... Без треба ти глава, па што ти кажувам тајни работи. Оди си! Чекай, седи ти, јас ќе си одам. Сога повеќе нема да го трпам. Ке почнам да кршам се низ куќава, па мора да им зода, инако не можам да излезам накрај со нив. И без тоа кога нешто случајно ќе скршам велот, што кршиш како да си заљубена? И сега сум заљубена! И ќе кршам се, ако ти пате во рацете, така да знаеш. Господице! Дојде до дете, па вели, кој е Јосопандурот? А јас му велам, јас сум Јосопандурот. Тој ми вели, евети го ова писменце. А јас му велам, дај го маму тоа писменце. Јосоп, писмо, дај. А тој ми вели, да и го дадеш на господицата право враце. А јас му велам, ти го дадам право враце. А тој ми вели, кога ќе го прочита? Многу ти благодарам. Ајде сега оди. Ама јас му велам, господица. Ајде оди, Јосоп. Ама тој ми вели. оди. Добро, господица. Ама јас му велам. Сладко име, Ѓока. Јас пристигнав. Се наоѓам во хотелот Европа, соба број 4 и не излегувам никаде в град додека ти не ми јавиш. Дури ни на собственикот на хотелот не сакав да му го кажам своето име, за да не откријам работата. Како што гледаш, постапи во се како што сакаше ти. Те прегрнува твој Ѓока. Маро, Керко, ти пак си зборувала со татко ти за твоето мажење. Кој го вели тоа? Еве, скршениве работи. Мајко сладка, мајчичке, дојди да те бацам. Да ме бациш? Аха, што ти е? Еден збор да ти кажам и се ќе разбереш. Еден збор. Еден збор. Ѓока. Па што? Па ништо. Ѓока. Ѓока! Ѓока! О, Господе Боже. Анđo, ајде. Што? Ајде. Ама што? Затворија вратата, никој да не ми наслушува. Што е ова, Ма Денис? не прашај што е, срце. Важно е. Го свикав целото чиновништво тука на советување. Па зошто ти е канцеларијата, Ма човече? не можеш во канцеларијата, срце, таму што ќе проговори знае целиот град. Ај, добра си. Ај, тука сум посигурна, знаеш. Ај, срце. Ајде, мрзни, ајде, се ги викнам и ги чекам и... Ајде, проклетнице, Ајде.
Господа, работата е много важна и сериозна. Трябва сите да Како стига се жика, како стига? Јас? Да. Јас си ја вршам должност. Така е. Треба сите да вршиме должноста, зашто работата е многу важна и сериозна. Работата е, како да речем, да, господа, ние тука се собравме, не бе, јас ве викнав, за да, ти бе, господин Вичо, така го гледаш човека, како да имаш нещо да му кажеш. А тоа може да го збуди најголеми одговорник, бе, брате. Па и би имал да ви речам... Што? Ајде, кажи. Го испрати веќе Алекса. Добро си историл, не гледаш дека јас го... Господа, што ми беше зборот за оваа зона? Ете, не ми прави такви работи, па ме буни. Таса, читај ја телеграмава, Таса. Господа, телеграмава е важна и доверлива од господин министерот на внатрешните работи. Читај! Сина риба. Сина риба. Чекай, кој ти го даде тоа, бе, Абе, не сина риба, бре. Кој му го даде ова, бе, Ова читај го. Ајде. Читај. Строго доверливо. Чувте ли, господа? Строго доверливо. Ај! Тасо. Нозете ќе ти ги скршам, разбра? Ако тргнеш одовде и сееш низ чаршија што ќе прочиташ... Господин... Немој ти мене, господин капетане! Ти си преспособен за едно чоканче ракија да издаде секаква државна тајна. А тоа не чини, бре! Ова се сите указни лица. А јас тебе ти правам чест, па те канам заедно со указните лица. Зошто, бре? Затоа, што си 30 години во оваа служба и што си старчо... Чита! Према узнавањето и трагата досега забележана, во таа околија сега се најдува известно сомнително лице кое носи со себе си револуционерни и антидинастични списи и писма со намера да ги пренесе преку граница. Личниот опис на ова сомнително лице не им е познат на властите. Единствено се знае дека тој е млад човек. Направете се што е можно ова лице да се изнајде во вашето околие, да му се одзема списите и писмата и под јака стража да се спроведе во Белград. Удвојте ги пограничните стражи за да му се попречи преминувањето преку граница. Ако е потребно, побарајте помош од соседните околиски власти. Чувте, господа, видувате ли колку е важна оваа телеграма? На нас е да ја спасиме државата. На нас во овој момент гледа државата, династијата и кралот. Не е тоа Ајдук, например. Не е Ајдук, па Ајдук. Ова е друго. Ова е сомнително лице. А што е сомнително лице? Сомнително лице... Сомнително лице. Знам дека знаеш. Тасо не знае. Тасо, ела. Не знаеш, жива? Кажи, Тасе, што е сомнително лице? Не знаеш. Запомни! Сомнително лице, тоа е прво и прво лице. Лице без личен опис. А второ, тоа е лице што тешко може да се пронајде. Ајде, па се памети го тоа. А државните интереси бараат да го пронајдеш.
Сега дури настанува прашањето, Господа, како да го пронајдеме? Како да постапиме во овој случај? Што мислиш ти, господин Жика? Јас не мислам ништо. Много време мислим, че ништо, бре. Па така, мене ме фатил ветерот, а јас кога ќе ме фати ветерот, не умам ништо да мислам. По тебе секоја вечер те баќа ветерот. Од време. Јас мислам, Господа, вака. Прво да се напише еден распис до кметовите на општините, тоа ти Милисаве ќе го сториш. Треба ли строго? Строго, ами како? Сакам да ми го завршиш расписот со она. За секоја небрежност по ова и ова работа ќе ми биде одговорен лично кметот. А ти ја знаеш што значи тој свршеток во мојот распис. 25 одзади во затворен простор и без сведоци. Не разбираш, Милисаве? Сакам така да ми го напишеш расписот, кметовите штом ќе го прочитат, да се почешаат одзади. После, господин Жика, да се испратат пандури коњаници во околијата. Нека се испратат. Да се испратат, брат! Да се испратат. Да се испратат, да ја прокрстарат целата околија, да дзирнат во секоја шумка, во секое бачило, во секоја воденица, ма нека се размрдаат малку и тие пандури коњаници и така друго ништо не работат, само што одат по селата и избираат јајца за чиновниците. Што? А за вас? Па и за мене, да, и за мене избираат. Тие пандури коњаници, арна пара печалат на шверцот, па право е, брате, да се одолжат на државата. Треба да ја разделиме работата меѓу себе. Ти да речеме, господин Вичо, ти го себеш на себе градот. Добро, ти да речеме, Милисаве, ти го пишуваш расписот. Добро, ти да речеме, Жика, ќе спиеш ти, ќе спиеш. Добро, Тасо, да, не се плаши, Не се плаши, Тасо. Ти ќе ги пишуваш расписите. Кој ќе оди во околијата, треба некој да оди во околијата. Рече ли ти нешто, господин Жика? Па би можел јас само... Само би заспал во првата општина и кој знае кога би се разбудил. Порно спи овде, ако ни требаш, ќе се разбудиме. Не ни останува ништо друго. Ти, Милисаве, да го свршиш расписот и да тргнеш во околијата. Хајде! Што е, бе? Што е ова? Што е? Алекса? Јас немам визитни картички, Алексу има. Па знаете како е, бил джандар во Белград, стоел пред министерска врата. Стоел ветреш, такам да видим. Алексо Жунич, околиски шпион. Види го будала еден, види го будала. Како бре јавно да каже дека е шпион, бе? Па тој вели, додека се криел не можел ништо да узнае. А сега вели, сите се кодошат еден против друг. Каде е тој? Каде е Алекса? Каде? Алекса, каде? Кој? Алекса! А, тука е, тука. Чека. Чека! Што? Тука е. Кој? Лицето. Оној што го бараме. Ама, сомнителното лице. Оној што го бараме. Оној што го бараме. Па зар ти, мајка му стара, не умееш ништо да кажеш сериозно во вакви сериозни моменти? Ајте, што имам друго да речем? Каде е, бре? Во кафеаната Европа. Из утринава пристигнал. Деме, господа, утринава пристигнал во кафеаното Европа. Ама немој, чекај, немој така, бе, брате, кажи ми се по ред. Немој утринава пристигнала, кажи ми прво и прво. Што сакав да го прашам? Кога пристигнал? Кога? Абе го прашав тоа, што ме терат 100 пати да го прашам. Кажи ми ти мене, Тасо читаја телеграмата, ај ќе се сети. Според узнавањето и Ма не трагата... тоа животинче едно, подумно. Или за личниот опис? Личниот опис на ова сомнително лице не им е познат на властите. Единствено се знае дека тоа млад човек. Направе... Му го знаеш ли личниот опис? Не му го знам. Како бе, не ни требаш? Па не треба, бе, па не треба.
дека личниот опис и така не им е познат на властите. А млад ли? Млад е. Знае сигурно дека е млад. Па да, млад е. Ајде сега кажи ми ти. Абе, запрашајте го вие нешто, бе, запрашајте. Јас веќе не знам што треба да го прашам. Алекса, по што се посомнева ти дека тој млад човек е Да. сомнителното лице? По што се сум? Зборуваше со него ти? Зборуваш. Ако сакате се поред да ви кажам. Па се разбира дека треба се поред. Јас не знам кој јавол стане јавно, але со прашања само ми го шашардисувате човекот. Да, се ќе те скинам од главањето. Ама... Се... разбудува меѓу тринама јас. Да. Доста рано. Да. Расипан ми е сатот и... Не знам колку беше, ама... Колку беше? Ти беше така нешто? Околу 5 и пол... Добро бе, 6 нека Але- биде. Ајде, 6. Повеќе од 6 не можеше да биде. Да. Се разбудувам така и... Гледам, што гледаш бе? Нешто како да не ми чини стомако. Јадете не буде на грав со пастор ме и од тоа време. Не ми чини стомако. Ме врти така и ме дига на 3 пати преку ноќ. Па велам, да тргам онку стара комовица кај... Кај отиде ти бре, кај отиде ти бре. Поној бре, че избега дури ти разбрал со стомакот како те вртам. Зборувај бе, брате. Пократко и појасно. Пократко, Алекса. Представи си како да си на Како да си на распрашување. Предо. Се викам Алекса Жунич, че занимание со шпион. Ова за целе околија ува. Алекса, почни оттаму кога ти испратив чашија да се проврткаш. Оттаму бре, почни. Така, отаму, тогаш е лесна работата. Ајде. Тргнувам јас по наредбата на господин Вича, Да. да ги обиколам сите гостилници. Па само една има во На него градот, Алекса. прекинува жити Бога. Да, бидејќи има само една гостиница во градот, прво, ода во неа. Односно во Европа. Го прашам јас кафеджијата. Да. Дали имал овие денови некаков патник? А тој вели, има веќе 3 недели, бре, како никаков патник не го пресеколен прагот. Јас не знам, па, да ви кажам, луѓе, не знам, што бараат тие патници кај мене? Што бараат тие патници? Заборев до каде дојдов? Ете, ви велам, не прекинувајте го човек. Да, за мамето. Ајде, па ти, де. Ајде. Дојде дотаму како 3 недели ни еден патник не го пречекува. Да. И токму јас да тргнам, Аха. на кафеджијата му текна. Вели му житринава, пристигна еден. Утринава. Го прашаме с кафеджијата. Како му е името? Да. Кафеджијата вели? Не знае. Кој го прашал, тој не сакал да си го каже името. Не сакал да си го каже името, запамати тоа, господин Вича. Тоа е многу сомнително. Тој е. Прашувам јас. Прашам, дали излегол некаде? Да. Дали зборувал со некого? Што работел? Да. Кафеджијата вели, се скрил во собата и никаде не излегува. Сакав да влезам каде го, ма си велам, да не му падне во очи. Да. Отидов, полека. Само до вратата. Го допирам лото и слушам. Мрда! Мрда, а? Мрда! Па секоја нешто побргувам навијавам. Господа! Мрда! Ова, тој е. Ај, кој би можел да биде друг? Да. Изутриненат пристигнал, млад, не сака да си го каже името, се е скрил во собата. И мрда. Тоа е што не сме го фатиле. А може уште и да не избега? Па може да избега кога овој почнал да ми расправа како го вртал стомакот, како одигал ноќе. Ајде, кажете ми што ќе правиме. Треба да бидеме предпазливи, зашто такви луѓе не се предаваат лесно. Тој ќе се брани, а? Ќе пука, море. Ќе пука, Тасо, ќе пука. Милиса, бе, ти си бил поднаредник по војската. Да, господин. Ај сега да направиш план. Ај, покажи се.
Која соба е? Соба број 4. По четврка, значи, добро. Па, јас мислам вака, господин Како бре, капетане. Милиса, бе, како бе? Господин Вича, Да, со Риста Пандуров, да. да го прими на себе десното крило, па да тргне од тука низ Миличевото сокаче, Натаму оди, бе, натаму оди. па низ бавшата од Милета, да помине од она страна на Европа. Вака. Така. Јас со Јоса Пандурот ќе го примам на себе левото крило, па ќе удрам на кнез Јефтиниот Буна, покрај Милета Влечкара, сад општинскиот кантар и да излезам од оваа страна на Европа. Вие, господин капетане, ќе бидете центар. Кој центар? Вие, Ајде, натика, бе! Јас центар! Ајде, натика, бе! Јас центар, па во мене да пука. Ајде, бе! ама не, господин капетане, туку вие ќе држите средината, ме разбирате ли? Средината. Еве, со вас ќе тргне Вич. Не, таса. Тасо! Ама ми одбравте војска со мене. Подобро е да тргне со вас, господине началниче, зашто знаете каков е, ќе слезе низ чаршија, па се ќе разгласи. Ќе разгласиш, Тасо! Те знам јас за тебе, Тасо! Току ти со мене, центар. Значи, вие ќе слезете право и шарша. Да, ќе слезам низ шарше и ќе се преправам, божем сум тргнал на пазар за патлиџани, а ти да не мрднеш од мене, ќе те скинам, да знаеш. Значи, откако така ќе обколиме Европа, од сите страни, Готова работа. не, ќе извршиме напад. Напад? Напад, да. Абе, со кого напад, бе, каков напад? Значи, кога сите ќе дојдеме на договорените места, вие, господин капетане, ни давате знак со свирнување. Не може! Зашто? Не може, бре! Не. Што? Не умеам да свирам, не умеам. Ете ти сега, па... Тасо, умееш ли ти да свириш, бе? Умеам, господин Милисаве. Да чујам сега. Како сипка. Па нека свири, Тасо. Ете, Тасо нека биде свирче. И од него да има некој ајр. Добар е планов на Милисава, господине началниче. Добре, Милисаве. Вака. Овој план пара ти чини. Само не рече што ќе правиме со господин Жика. Да. Нека го тој нека биде резерва, треба и резерва. Јас, господин капетане, да тргнам напред, да се најдам таму И да ми намирисаш што ќе рече на сето тоа граѓанството. Ако брбори некој, запиши му го името. Граѓанството треба да знае дека државата во вакви сериозни моменти не трпи мрморење. Ајде, господа, само храбро и умно. Вича, напред! Милисаве, напред! Тасо, леле, Тасо. Чакај ме пред брата. Анđо! Марице! Анđо, Марице! Што е? Анđо! Што викаш? Анđо! Марице! Марице, Анđо! Дайте ми шапката и пиштол. Пиштолот? Дайте ми. Зашто ти е пиштолот, човече? Дайте ми шапката Добро, и ќе ни кажеш пиштолот. ли зашто ти е Ма пиштолот? дайте ми шапката и пиштолот, строго и велам. Разбирате ли што е строгост? Па добро, човече, ќе ни кажеш ли зашто ти е пиштолот? Јас сум денеска центар. Што си ти? Центар, моли, центар сум. А зашто ти е пиштолот? Пиштолот ли?
Će odam nalov Налов? za pameti Anđo. Odam nalov za grupa. Grupa. Grupa! Ura! Grupa! Na zdravje. Ima li nekoj da čeka? A ima. Kolcina se. Pa taka jedno 5-6 mina. Gospoda čuva. Sviknale ludjevo da ih se obesat na vlasta navrat, pa to ti. Ajde, puštaj. Treba da bilo godinačno vino, da? Zašto godinačno? Pa evo već je vtorostomniče, voda od izutrina ispi. Ne, dobro veše vino, to dobro, samo mnogo, vrate, mnogo. Ja. Što je? Pa dojdov, gospodine Žik. Gledam neka si došao ovdje. Tu ajde, kažu što sakaš. A ti znaješ, gospodine Žik? More, ništo ne znam, jasno, ništo. Pa dojdov za pravina, gospodine Žik. Došao za pravina. Kako da sam ja spurnađija, pa pečam pravina. Ti misliš tako ti je to, će dojdeš na tezge, pa te molam, daj pravina. A ja skeg otvoram, ček međe ovo, pa povelete. Ja si velam zakon, bre, gospodine. Ostaj go ti zakon od namira, bre. Zakon od si je zakon, a ti si ti. Da ne ti nešto rod zakon. Kum, striko, vujko. Ne mi je, gospodine Žik. Nikoga ne ti je što se fađaš za zakonot, kako da ti je roden vujko. Ama ja najmnogo na tebe smetam, gospodine Žika. Si rekao, pa ako te pomolam kako čovek, bilo... Ako me pomoli. Da. Така ли работиш ти во твоя дуќан? Ќе ти дојде муштерија, па ти вели, дојдов чорбаджи Миладине да ми дадеш едно ока кафе. И ти ќе му дадеш, а? Кафе? Кафе. А како, бре, господине Жика, едно ока кафе? Какво, то е стока, како ќе... Стока. Стока е тоа. Стока. А науката не е стока. Ko će mi go plati mene moje školovanje, ej, 10 godini ja sam bil vo školo, pa da bih narobio toliko vreme, bi naučil nekoj zanet. I to ja se sam učil kako što uči deneštava mladež. 1 godina, pa ajde vo pogorno odelenije. Ko jaz, gospodine moj, ne sam se mrdal od odelenijeto po godina, po 2, pa i 3 ako sakaš. Ja, се додека убаво не е испеков науката. А ти сакаш сега така. Ајде, господин Жико. Ама јас си велам, господине Жика, да го направиш ти твоето. Да. А јас си го знам моето, знаеш, има она... Твој книгиче. Голема работа. Ти, мајка му, стара, бре. Борче, јас сум ти 100 динари, па си ме подбрал секој ден на книгиче. Ма никогаш, господине Жика, не сум ти спомнал. спомнал. Немој никогаш во животот да го спомнеш тоа. Нема. Па чести луѓе ги забраваат. Ке заборавам. Па заборави го и ти. Заборави го. Ајде, кажувам зашто. Еве што е. Што сакаш? Некој си Јосиф од Тарабушница. Го знам. Така, тој Јосиф од Тарабушница, мака почесто да минуваше кај мене како човек. Она говедо Јосо пак не е. Говедо Јосо! Чекай бе, слушај, Слушај, пријателе, чекај.
да ме послушаш. Ајде, како не? Земја ова крпава, Да. па излези таму надвор докаде бунарот, Како не? па натопи ми ја. Веднаш, Ајде, господине па Жика. после дојде онака на рада. Како не? Како не? А слушај, Повели, се му господине. извади пресна вода. Како не ги извадам, господине Ајде, Жика? па после на рад ќе. Добро, еве веднаш, господине Жика, веднаш. Тази вода ќе извадам. Ова е страшно. Што ова преминува секаква мерка, да ти кажам. Што тоа? Па јас, бе, брате, не знам каква е оваа земја, кога во самава полиција може да оберат полициски писар. Кого го обрале? Хеј, бе. Ама јас, знаеш, си ги држам моите здолни алишта овде во фасциклава, ради. И еве сега ми нема едни нови чорапи. Па се разбира, кога ги држиш тука во фасциклите, а не си ги држиш. Тука ми е позгодно, божем, никој не знае, ама еве пак ме обрале. Кога не си ги држиш дома као сиот свет. Ама дома е уште полошо, господин Жика. А, што те? Уште полошо, затоа и овде Те ги краде држам. газдарицата, бе. А, не, туку јас и таса живееме во иста соба, А знаеш. што, па сака да здипли, а? Не, бре, не, ама така, ќе облече, па ќе ги остави, ќе ги извалка, а јас плаќам за перењето, разбира. А кога ќе облече нешто, него се облекува по цел месец. Така. И еве сега ми здиплил угол нови гаќи, замисли. Па добро, бе. Па што не му ги се облечеш, па не коди гол? А, не можам. Немам такво срце, го гледам, нема, па жал ми е за него. Е, па така ти е тоа. Кога имаш срце, не можеш да имаш гаќи. Еве, повели, господине Жика, повели. Ета тој, Јосиф од Трбушница, така почесто наминуваше кај мене Ама како... си ти некој говедо, бре. Па ти ова не си го исцедил. Си ми донесол толку вода како да ти се Извини, капа. господине Жика, Земи, извини. и седи е таму на. Добро, господине. Убаво и седи. Убаво, добро. Ајде, па после дојде онака поподробно. Добро, господине Ајде. Жика, еве, веднаш. Ајде. Никако не можам да му фатам од ова кој абортирал. Овие практиканти не умеат како што треба да се слуша човек. Од ова произлегува дека Љубица Пантич пријавува дека Гаја Јанковиќ насилно абортирал. Бре, господин Жика, да не е Каја Јанковиќ, да не е. Видите? Каја, бе, навистина така. Каја, навистина. Ама ова К не личи на буква, туку на кантар, на весло, на општински фенер, ѓавол ќе го знае на што ќе личи. А некои букви ситни како сачми. И ти играат без друга? Па играат, од изутринава ми играл на цела на Чорбаджи Митрова до Катница, па не ќе играат буквите. И до колку пиете? До 6 изутринава. Аман, бе. И толку пати сум се заколнал да не пијам варена ракија на вино. Ама што ти е животот? Човек не може клетвата да одржи, камо нешто друго. Се мола, Милиса, бе. Оди, подвикни им по војнички, оди. Тасо! Јас те молам, господине Жико, да ми простиш. Што да ти простам? Како да ти простам? Што е ова? Е ли ова државна канцеларија или не? На Јурија побасајте се тамо, не овде. Извини, господине. Кој фрлаше државни работи? Јас, господине Жико. Трто магаре. Јас те молам, господине Жико, да ми простиш. Ама ова повеќе не може да се издржи. Пред 3 дена ми ставили игла на стол. Па рипнав 3 аршина нагоре. Завчера ми измачкале шапката со мастило однат. Еве, уште не сум се измил како човек. Вчера, господине Жико, ставиле 4 ученички шајчиња. За цртање. Ги завртале врвоите нагоре, ја седнат и целиот се искрвил. Не, господин Жико, јас слободно можам да кажам дека крваво си го заработил. Ајде, па и ти, тоа ништо, бре. Тури во леѓен студена вода. Седним на 3 шлака и сек ќе ти пројде. Ќе ти пројде. Па практикант си, брате, па ќе трпиш. Ти мислиш, јас кога бе практикант, да сум трпел? И тоа колку? Сум седнал еднаш јас на клинец. Арнова ми го потури секретарот, па ми беше мило,
Иако ме болеше 10 дена и повеќе. Ама, господин Жико, јас не се лутам кога ќе направиш ти некоја шега со мене. Ете, пред некој ден, знаеш, кога ми ја скрши главата со регистрот, јас сум се скинал од сега. Ама не трпам тие се помлади. Што ќе правиш, што ќе правиш? Абе, нема канцеларија каде тоа не се прави. Како би ти поминало инако времето? Ќе дојдеш изутрина од 8 до 12, па попладне од 3 до 6 не излегуваш. Како би ти поминало времето ако постар со помлад не си направи некоја шега? Така е, господин. Добро, ма ти не треба да фрлаш државни работи. Разбирам, господин Жико, ете и денес. Натопиле обланди и ги наредили на стола. Ајде. Јас седнав и целиот се излепив. Еве да видиш ако не веруваш. Покажи го ти тоа на жена ти. Извини. Магаре дрто. Извини, господин. Мене ќе ми го вртиш. Извини, господин Жико. Види. Актовите од перикевата интубулација. Од кога ги барама на човекот му помина срокот за жалба, затоа што се загуби на актови. А ти друг пат ако сакаш некому да не му помине рокот за жалба, немој да ми клаваш на мојава маса. Не ми клавај ништо на масава што има рок. Разбирам, господин Жико. Јас рокови не трпам. Разбирам. Запомни го тоа. Запомни. Ајде сега маршам. Разбирам. Ајде. Извини. Ајде таму. Мора не коди по ѓаволите и ова каја, што ми е гајле за туѓи деца. Господине Жик. Па ти бре чорбаджи Миладине, како дотиде во Атлантскиот океан да седиш крпава. Повели, Па господине. јас заборав за тоа. Повели. Дај. Ето тој Јосип од Трбушица, така да минуваше почесто кај мене. Тука ли е Осивича? Не. Се разбира, не. Кога си заврте во главата, чекајте да видиме дали има соучесници. Што ќе му се соучесници да го праша човек? Се бара лицето, се бара списите, а не со ова, или имаш некој? Не, може. Ајде! Ајде. Ој. Кој ти си оди, господин? Што ќе му се? Ќе продолжиме тоа. Тука ли се документите најдени као Овде се, господин капитан. Арно да ги чуваш. Разбра? Отвори си ги 14. Тука ли е доверливиот протокол? Таму. Ева го. Заведи вака. Капетанот на оваа околија, Коли е? господин министерот на внатрешните работи, еднаш работи, бре, а? Еднаш работи. Абе, еднаш работи и точка! Точка, еднаш работи. Работи. Добро. Работи. Го известува со телеграма дека во својата околија го пронашол и го затворил. Жико, си настинал? Ти си настинал. Го пронашол и го затворил. Јас. Лицето што е со доверлива телеграма од 17 овој месец барно. Списите фатени кај него му се семени и заедно со истото лице под јака стража ќе бидат спроведени за Белград. За каде? За каде? Белград бе глуфтар еден Белград. Па добро да чув, па не сум чув. Белград, сигурно, Белград. Белград. Кој ти е бројот? По број 117. Вие уште не сте му телеграфирале? Па не се разбира кога не подбрал тука господин Вејча. Чекајте да видиме дали има соучесници. 2 сата како онај во затвор. 2 сата како е спасивме државата, а јас не сум го известил министерот. Морам лично јас сам. Не бива без мене. Онај телеграфиста кога е трезен, чука како Сингерова машина. Ама кога ќе се наплеска? Место 6 ќе чукне 9, ќе го заврти наоколу. Ќе направи таква бркотија да не можеш да разреши си жив. А да, кажете му Вича штом дојде. Нека го изведе она од затвор. И нека почне да го сослушува. Нека сврши она, како се викаш, колку години си, дали си осудуван,
После јас ќе продолжам. Како зарем вие немам тоа лично да го сторите, господин Како не бе, само тој нека почне бе. Зошто не може да ме почекате? Абе можете и да ме чекате туку. Што? Подобро не чекајте ме. А зошто? Ги знаеш тие нихилисти. Ќе го претресеш до гола кожа, нема ништо. Ќе го изведеш на распит и учтиво ќе го прашаш како се викаш. Тој в одговор на тоа бомбата и бум отиде целиот средски персонал во воздух. А некој треба да остане па да ја продолжи истрагата. Затоа вие почнете. А ние вака, бум, Ајде, бум, може нема да бумне, да. Бум. Знаеш како е? Човек треба да биде предпазлив. Кажете му на Вича да викне 20 граѓани како присутни, дека делото е кривично и не може да се исследува без 20 граѓани присутни. Па така, почнite, не чекајте ме. Па јас, па телеграмата, кој ќе ја праќа телеграмата? Бре, ама му фуфка на господин капетан. Да го видиш и сутрина. Кога и сутрина? Кога ја нападнавме Европа. Како беше леваш, ја? Како беше? Како беше? Бадијала му направив јас најубав план, што велат и самиот Бисмарк би ми честител. Ајде. Кога не се извршува онака како што е наредено. А сите... Ете, тој дури не дојде на договореното место. Божем се заприкажал попат. Сите одеднаш се бапнавте во сабота? Не море, па не ти велам. Тој дури не дојде на лице место таму. Да. Јас и господин Вичер дојдовме во исто време. Си Жика, си отиде господинот Знам началник. дека си отиде, да знам, па што се, знам. Па добре, господине Жика, тоа како што ти реков. Тој Јосиф од Старобошница, така почесто Слушај, бре, намигуваше кај чорбаче мене. Милоне, Повели, господине. слушај, бре. Повели, господине. Баш си ти некој неучтив човек, мајка му стара. Абе, како не гледаш дека двајца чиновници разговараат, да помислиш малку, по овие луѓе капна од работа, бе, капна од работа. Па ред е малку да си позборуваат како луѓе, еден збор, два. А ти твојот Јосиф од Тарбушница, Јосиф од Тарбушница. Па чекај, мајка му стара, кај си чекал толку време, па почекал више некој ден. Ама јас велам, господине Жика, Ма нема ти што да велиш. Туку излези надвор ти сега, додека ние да го свршиме разговорот. Па после јас ке те повикам и онака да те сослушам онака на ама раме. велам, господине Жика, 3 месеци заради ова работа А доаѓа. 3 месеци ја? А што би сакал ти? За 3 дена да ти ја свршам работата? А? Дете бре едно 3 кила месо, го чекаш 9 месеци, а ти сакаш оној ломбак од Трбушница да ти го дадам за 3 дена. Ти мислиш правината од тие така, ќе скинеш како зрела крушка. Правина, тоа ти е трпение. И немој да се затрчуваш на правината, туку да чекаш. Да чекам. Да чекам. Да Па чекаш. јас чекам, бре, Уште господине да чекаш, Жика, да бре. чекаш уште, да умреш, па да чекаш. И тоа кога ќе дојдеш таму и горе на небото, пред Рајска врата, и таму ќе ти речат, чекај, стој, само ако им е таму уредена администрацијата и ако има некаков ред горе, ајде се ги излези дека ние да го свршиме разговорот, па јас ке те повикам, ајде. Ајде, Милади. Ајде, 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 де. Излези, бре, слушайте. Миладине, Крлеш, ама немој сега и ке јас те да сам. свекам Миладине, со попивку. слушај. Ајде, Ајде, излези, бре. О, мајка му стара, као Крлеш да се. ајде, Миладине. Ајде, излези, да нема тука. Ала. Јосо, Повели, слушај, стој пред врата и не пуште више никого. 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 Добро, господин Жика. Амо се. Милисе, кажи бе како беше. Јас и господин Вича влеговме сами. Да. Ми се стегна срцето. Знаеш како е? Но? Шепотиме, се договараме. Јас предложив да земеме една вреќа, Аха. да се бубнеме наеднаш во собата и да му ја набреме вреќата на главата на оној. Господин Вича вели не, да ги наполниме рацете со црвен пипер
Да се втурнеме во собата и да му го фрлиме пиперот во очи. И што туку ние така се договараме? Еве тие собарицата и вели не плашете се, бе, не плашете се, човекот си е кроток како јагне. Изутринава вели го погали по брадата, па има мека кожа како на раквица. Ајде. И сиот мирисе на ливант. Ама кој ти верува? Зашто може човек да има мека кожа како на раквица и да мирисе на ливанто, ама пак да има пиштол во джеб? Може. Слушате, превели, собарицата. Јас ќе се нафрлам на него. Ајде. Да, има, знаеш, такви храбри собарици, па смеят да се нафрлат на човека. Да, има. Чукна тая на вратата. А тој однатрек како гулап. Слободно, леле. Нам ли се стегна срцето? И ви слезе петици, а? Па не слезе, сигурно дека не слезе. Не да речеш дека ми е страв, ти ме знаеш. Да. Јас сум, што се вели, еве, готов пред цел батальон непријатели да излезам со голи гради. Знам. Само, абе, не ми е мило да загинем. Абе, знам. Добро, а кој влезе прв? Па собарицата не ти дека. А оној? Види се, оној. Како чинови не можеш да влезеш. Еве, господин Виче, па нека ти раскажете. А што тоа? Во расправа на господин Жика како се препали и сутрина на капетанот. Да. Остави страшливец. Ете му падна враца една крупна работа. Би можеле да испозатвориме најмалку 15 души, а тој не смее. Како ништо. А каде е тој живи Бога? А отиде на пошта. На пошта? Па што бара на пошта? Па да му телеграфира на господин министр. Да му телеграфира на министерот? Па што не чекал, бре, брате, јас да му направам концепт, кој знае што ли се ќе настава тој во телеграмата. Па не му е него до телеграмата, бре, господин Виче. Како? Отиде да се заслони додека ние го распрашаме. Што, па зар тој нема да присуствува? Не. Рече ти да го почнеш исследувањето, а тој ќе дошол така малку подоцна. Па неба ми и не ми треба. Јас и сакам самиот да ја раководам целата ова работа. Господине Мирисове, дај ми ги жити Бога оние списи најдени кај обвинетиот. Слушај, капетанот рече требало и 20 присутни граѓани. Па да, лева ми. А што мислите, кого да земеме? Не знам. Јас имам еден овде. Лева ми имам и друг. Вчера го затвори, спасете ме, Анджијата. Како бре, господине Жика, па зар од затвор? Па што ако е затвор, што? Пак е граѓанин. Па не е да рече затворен за некое злосторство. Дали? Растурал лажни динари. Не ги ковал, ме ги растурал. Добро, господине Жика, ајде дај ги тие твои граѓани. Јосо, Повели. кажи му на Чорбаджи Миладина да влезе овде и да ми го донесеш, да ми го доведеш овде од Апсон. Овој спасете ме, Анджијата. Добро. Ајде. Добро. Господине Милисеве, ќе сакаш ли ти жити Бога да го водиш записникот? Знаеш како е, доверливо е, а после тој записник треба да појде и кај министерот. А јас сам и кој, јас. Така, господине Жика, тој оти по трбушница, така да минуваше почесто кај мене како човек, елбете, и дојде една... Слушај. Повели, господине. Слушај, бре, Чорбаджи Миладин. Повели, господине. Уште еднаш, ако ми го спомнеш, тој твој Јосиф во трбушница, ќе те звекам со мастилницава пилава. Ма јас мислам, бре, господине. Ма нема што да мислиш ти, бе. Нема што да мислиш. Сум те повикал овде да бидеш граѓанин. А кога си граѓанин, нема што да мислиш. Ајде. Господине Жика, ќе сакаш ли ти жити Бога да ми го стапиш твоето место поскудно? Може. Ето, јас си така привршен со работа. Седи. Еве го. Тоа е тој граѓанинот од затвор. Знаете ли вие зошто сте овде, бре? Не знаеме, господине Вич. Треба да распрашаме еден многу голем политички престапник, а според законот потребни се и 20 присутни граѓани. Јосо! Повели, господин Вичу. Ајде донеси 2 стола од собана на практика. Може ние да постоиме. Не може, бре. Не е тоа за малку време. Има тука цел час и повеќе работа. Ајде, седнувај. Ајде.
Što je? Se navodom, gospodine Vika. Pa se razbira koga ona govedo i osobe danas, da se vije sto. Vidi, nema ti mu hvale igla. Dede, što je? Me zajade, gospodine Žika. Gde pa i ti ne? Ne ti je belki odzadi oko to pa oko da si se bocao. Čega si prava činovnicite? Sedi, ne. Evo, tu. Го напиша насловот, господине Милисаве? Да. Напиши му таму работено и внеси ги имињата на присутниве граѓани. Јосо! Ајде доведи го оној господин од затворот. Кого? Оној де од утринава, како да ти е полн затворот со господа, па не знаеш кого. Ајде. Го напиша насловот, Милисаве? Да, запиши. А ги запиша ли овие? Ги запишам. Слушајте вие, бре. Повели, господине Виче. Да не ми раскажувате по чаршија на што ќе чуете и што ќе видите овде. Зашто ова е државна тајна. Знаеме. Ако ми лавнете само еден збор, ќе ви го направам грбот како мел. Како мачки ќе ве претепам, така да знаете. Дојди малце поблизу. Како се викаш? Ѓорѓе Ристич, А каде си роден? во Панчево. Пишуваш, господине Милисаве? Панчево, пишувам. Што работиш, Ѓорѓе Ристич? Аптекарски помошник. А так? Што? Аптекарски помошник? Добро, господине Милисаве, запиши ти како што вели тој, а ние ќе видиме веќе после. А колку години имаш, Ѓорѓе Ристич? 26. Си бил ли некогаш осудуван? Чекај, не прекинувај. Си бил ли некогаш осудуван и зошто? Не сум. Запиши, господине Милисаве, не бил осудуван. А знаеш ли зошто си затворен? Не знам. А можеш ли да ми кажеш ти мене зошто и по каква причина си дојден во овој град? Не можам. Не можам, тоа е тајна. А тајна! Така бе, братче. Запиши, господине Милисаве. Прашан зошто е дојден во градот на оваа околија изјавува дека дошол по известни тајни работи за кои власта не смее да знае. Не, јас не реков така. Што не рече? Што не рече? Туку како рече? Еј, вие двајца. Така ли? Така рече, како е, така рече. Молам, дозволете да кажам, јас реков дека е тоа моја тајна. Па твоја де твоја, се разбира дека е твоја, но сега кога те фативме, сега е и наша. Запиши, Милисаве, само како што ти реков јас. Ајде, кажи. Што се плашите, бе, што се плашите? Тој е, а? Тој. Ти си тоа гулапче. И баш одовде си нашол да ми кршкаш низ мојата околија. А, мој синко. Малечук си ти мене да ми се провреш. Почна ли го Савиќа? Почнав. Кажа ли име, презиме, години на старост? Кажа. Кај. Мој си. Што барато ви? Граѓани! Знам дека сте граѓани, брат. Граѓани. Што барато ви, граѓани? Па мора така, присутни граѓани. Па вие сами рековте дека треба 20. А, па јас реков бе, јас. А им кажа ли ти новија граѓани да си го држат јазикот зазад? Им кажа. Слушајте, бре.
Ќе ве обесам за уши, вака. Само ако чуjem дека оваа државна тајна е се... Како? Ти си тоа гулавче мое, а? Признава ли? Признава. Не признавам јас ништо. Мол! Ќе признае, синко мајче. Вот и јас сум го известил министерот дека си признал. Не можеш сега ти да ја лажеш државната власт. Запишали Милисове дека признал се. Па уште не сум го прашал се. Па чекај бе, па не го прашал, чекај ти. Добро. А го прашали што работи? Аптекарски помошник. Шо бре? Аптекарски помошник. Мри, каков аптекарски помошник, бе? Па така тој вели. Па тој вели, тој може да рече дека е клисар во црквата Свети Марко. Затоа сме ние тука, полицијата, да го прецениме неговиот исказ. Аптекарски помошник. Од каде на каде аптекарски помошник може да биде револуционер. Пиши ти таму Милисаве, машински бравар. Или бивши руски офицер. Или бивши шпански морн, абе не ме гледај, пишувај, не ме... Па добро, што да пишувам? Пиши што сакаш од трите едно, ајде пиши. Тоа си ти, признај барем дека си машински бравар. Ма јас сум аптекарски помошник. Па што, господин началниче, па може и тоа. Може леба ми и тоа? Може. Зашто тие аптекари мешаат разни спиртови, бенгалски одини, Не бе, не ми личи бе, брате, не ми личи бе. Аптекарски помощник. Никако не ми личи, па? Нека биде аптекарски помощник. Нека биде. Пишеме аптекарски помощник. Тоа си. Нека биде. Ај биде аптекарски помощник. Ама ти признаваше дека носеш со себе си револуционерни, антидинастични списи и писма. Не признавам. Што не признаваш? Кај се документите најдени? Еве ги. Што е ова? Тоа се мои документи, ми ги зедо од джебот. Твои, а тоа те коле што се твои, туку ти порно, честно признај се. Ма јас и не знам што да признам. Мрќе те научам ја што... Ги прегледали овие работи? Не, уште не. Ајде прво тоа да свршиме. Тоа не го дозволувам. Ве молам, тоа се мои сосема приватни работи. Види лепо ти, тоа се тебе пријатно. А што сакаш да ја дигнеш државата во воздух и тоа е твоја... Мора ако удрам црцките ќе ти ги излезу. Сето ова мора да се прегледа. Пиши ти таму, Милисаве. Ајде. Понатаму се премина на читање на документите најдени кај окривениот во... Кај ги држеш овие? Во внатрешниот джеп од палтото. Најдени кај окривениот во специјалниот тајниот джеп од палтото. Ајде сега, господин Вича, се поред. Ма јас ве молам, господине, да... Немаш ти мене што да ме молиш. Ниту ти мене, ниту јас тебе. Читај! Ова е некаква сметка, што ли е? Му читај ти само, бре. Долни алишта дадени на баба Сара за перење. Те гледате? Му читај ти само, бре. Кој знае што се крие тука? Тие револуционери имаат некакви шифри, па едно пишува, а друго му знае. Жико, не спи, Жико, Жико. Не спи, обрни внимание и ти се молам. 12 крпчиња за нос. 12 крпчиња за нос. Боже ми това, а? Боже ми. Ајде да ми кажеш, што си сакал да кажеш со тоа 12 крпчиња за нос? Само тоа што пишува. Тоа? Читај. 6 кошули, 3 крпи за лице, 4 ралагаќи. 6 кошули, 3 крпи за лице, 4 ралагаќи. Не му личи ли ова господин Жика како некој распоред на војни единици? Артилерија, пешадија, па коњица на... 2 ноќници. 2 ноќници. И тоа е сомнително. Ајде ми кажеш, што си сакал да кажеш со тоа 2 ноќници?
Ништо, само тоа што пишува. Тоа е. Слушай, бе, синко, да ти дадам јас тебе еден совет како татко. Ми е жал, бе, греата е, бе, греата. Тебе гледаш за оваа работа, не ти ги не куршум чело. Признал или не признал? Зошто тогаш честно да не признаеш се? Ке речеш, умирам, ама имам за себе си една олеснителна околност, си признав се. А што зборувате вие, господине, каков куршум, каква улеснителна околност? Јас за ништо не сум крива. Се обидам стварно, ама кога неќеш, ке се каеш. Да знаеш дека ќе се каеш. Читай! На овој лист нема ништо повеќе. Арно иде, а? Чекај да видиме, овде има некаков бележник. Бележник? Има нешто во него. Прва страница е празна, само некаков испишан датума, на вторава. О, стихотворба. Стихотворба? Оружје, крв, револуција, тоа! Читай! Ти признаеш? Читай! Секој душо моја води љубовразно, а мене без тебе срце ми е празно. Цврц. Па тоа нешто како од лирата, бе. Имаш ли ти нешто опасно, бе? Што е ова? Ова не е ништо. Има ли уше, бе? Има. Јас те сакам, душо, жар во срце мое, мене си ми звезда и младост си моја. Свирете ми чалгиджи и цини ми не цини. Фу! Срам да ти биде. И ти си ми некој револуционер. 12 крмчиња за нот, 4 ралагачи. Камо ти пушки и бомби, бре, а не 4 ралагачи. И наместо да напишеш некоја убава прокламација да и биде мило на полицијата да ти тури пранги и на нозе, а ти душа моја срцево крије. Еј, мамето, читай! На другава страница има некаква белешка. Белешка, што вели? Против затвор. Што рече, бре? Против... Тука сме! Насловот е сосем политички. Против затвор. Дека таквија нови луѓе се затоа да се исврлат затворите, да се исврли војската, да се исврли чиновништвото. Ја да го чуеме што вели тој против затвор. Во една чаша жешка вода, динамит, тури една лажица горчлива сол, растопи го, испи го и после шетај малку. Па тоа за она бе, за стомакот е бе тоа, за стомакот е тоа. Најизгодно средство е рициново масло, што може да се стомакот испие е тоа, па како не можеш да се сетиш? Па се стомакот е. Жико ти да си го препише за тебе ова. Ајде. Понатаму. Овде во бележников нема ништо повеќе. Арно ли виде? Нема. Нема ли некое книгиче, пусулче? А? Да видиме што е ова. Некакво писмо. Писмо? Писмо! Тоа не го дозволувам! Поскоро ќе загинам оно што тоа го дозволувам! Писмо тоа! Држете го, брей, држете го! Држете го, брей! Ама само да видите, господи! Брей! Абе, тој се заканува, брей! Милисаве! Еле сум! Запиши Милисаве дека сакаше да рипне на мене. Гледаш ли?
Господин Вичо, точно сум го известил министерот дека со опасност за живота го вршат изследувањето. Ама не ми е жал, господа, и живота да го дадам кога треба да се послужи на државата, на династијата и на кралот. Тоа писмо те боли, а? Читај, господин Вича. Не знаеш колку сакам да читам туѓи писма. Само те молам полека збор по збор, секој збор да го чуе. Ама ме молам, ако веќе морате да го читате Ти признаеш? Нема што да Читај. Душо моја! Опа. Пак душо моја, пак душо. Ти си бре не клаш шумига, море. Ме молам, јас не дозволувам да ме навредувате тука! Види лепа ти, да не ме навредувате тука. А ти што ја навредуваш државата, тоа ништо, а? Мора ако ти станам. Читај! За да ти биде се јасно, морам да ти ја изнесам целата ситуација ваму кај нас. Така, бе, брате. Одвај нешто револуционерно. Ситуацијата ваму кај нас. Ја да ја чуеме таа ситуација. Слушајте и вие, бре! Збор да не ми пропуштите! Татко ми, иако е околиски начелник, е старовремски човек или, ако сакаш искрено да ти кажам, глупав е и ограничен. Тој порано бил поштар... Што бил порано? Тој порано бил поштар, Да? па оплескал таму нешто, да го избркале од служба, а подоцна преминал во полицијата. Чере! Чекай, Кој го пишува тоа писмо, лебати? Го пишува ќерка ви, господине Ајде, бе, началник. черка ми. Тој сеј ќе измисли нешто. Од кај черка и може да биде толку грамотна. Еве, па видете го подписот, ако не верувате. Тој ќе ми кажал, черка ми. Божем черка. Марица. А што мислиш ти, господин Вича, на кого се однесува ова што го пишува таа? Па изгледа на вас. На мене. Абе не слушајте вие, бе! Не сте викнати се да чуете. Ова писмо, господин Вича, нема да се чита. Мора да се чита. Ова писмо нема да се чита. Кај пишува дека треба да се читаат писмата што ги пишува ќерката? Тоа е документ најден во джебот на обвинетиот, господине началниче. А ова е истрага и бидејќи истрагата ја водам јас, сакам да се постапува според законските прописи. Ти да ги пазиш законските прописи. Блазе си му на закон, току се патиш ти за него. Од ова писмо се гледа дека господјицата сака некого. И затоа се однесува онака спрема честните домаќински синови. Епа, кога е така, тогаш нека пукне срамот. Тоа тебе те боли. Тоа е моја работа, што ме боли мене. Јас само барам да се чита писмото заради целоста на нема да истрагата. се чита. Мора да се Нема! Абе, ќе го читаме ја и ти после насамо те. Епа, ако е така, господине началниче, тогаш јас си одам. Види, каде бе, каде? Ја напуштам должноста и одам на телеграф да му поднесам телеграфски оставка на господинот министер и да му кажам зошто ја поднесувам. Не мораш на министерот, кажи ми мене. Довде ми е веќе дојдено. Јас се мачам и го фаќам овој разбойник. А вие телеграфирате, при опасност за животот го фатив. Јас го поднесувам тоа и го трпам, зашто имам и други ветувања. А таму господјицата пишува љубовни писма. Па сега уште не оставате ни да се читаат, иако тоа мора да биде. Абе, не слушајте вие, не слушајте. Немојте вие да ми платите за се.
Mora li господин Жика да се чита ова писмо? Па лева ми, мора. По-добро не читайте го, Ти господин. да молчиш? И ти ли, Милиса, велиш дека мора да се чита? Што да се чита? Писмото да се чита? Да. Писмото мора да се чита. Мора? Мора. Добро, Милиса. Добро, Милиса. Добро, маме, знаеш. Седи, господин Вича, продолжи работата на... А писмо читай го ти, Жико. Не, Од почеток ли? не бе, почеток, што чуме, читал ке што заправо. Оплескал, па го избркале од служба, Да. одоцна преминал во полицијата. Од полицијата, не. Па тој и мајка ми налегнале да ме свршат овде за еден околиски писар, една долнопробна манга што личи на Петар. Опа! А инаку е никаквец и првокласен крадец, та целата околија пишти од... Треба ти, Јас не дозволувам понатаму да се чита писмо. Правешни синко! Мајчинка излезе работата. Се засукал документи, закон, ова, она. Што излезе? Долнопробна манга! Срамота, една господица, ќерка на нашиот начелник. Да го изрезили истиот тој начин. Тоа си е друга работа, тоа е повеќе ваша фамилиарна работа, но ова е навреда во службената должност. Јас ќе поднесам тужба за навредата што ми е Поднеси ми причинета. ја мене. Знам јас на кого Поднеси ми треба ја да му ја мене. Што е? Кој? Човече, ако си маш, ако си татко, ако си власт, помагај. Што е, бе, како е тоа? Керка ти испокаш и се ми прикава. Ја разбойник е. Малку е што ни закачи опашки на сите, сака и куќава да ја урне. Каде е тоа? Еве сум! Ако те удра. Джока! Златен Джока! Опа, Ѓока! Значи, тоа е... Боги душе, тоа е. Ѓока е, тоа е. Оној де, Па да, оној. оној Джока, јас ти реков мајко дека тој ќе дојде. Добро, дошол сте се видели, ајде сега ти тамо, а ти тука, ајде ние да си ја продолжиме. Јас нема да се разделам од него. Јас пред сите овде ќе го гушнам, па не можете да го... Јас протестирам. Ова е канцеларија, ова е државна установа. Јас протестирам што приватни лица се прегрнуваат и се бакнуваат. Чекај, што си зарикал сега ти, што си зарикал? Молам да се запише во протоколот на истрагата дека овде во канцеларијава пред очите на власта приватни лица се прегрнуваат и се бакнуваат. Јас протестирам од името на државата и од името на државниот морал. Велам дека ова понатаму не можам да го гледам со своите очи. Повелете вие самиот, продолжете ја истрагата, господине началниче. Вича! Чекай, господин Вичо. Господине, треба да... Вича! Прав е човекот. Прав е. Ова е навреда во исполнување на службената должност. Што си зинал како да е панаѓу? Надвор! Ај вие, бре, разбойници едни. Сте се направиле јунаци на еден аптекарски помошник, а де Арамија би се скинале бегајки. Надвор! Надвор! Еродие! Татко! Господине капетане, Молчи, Ѓока! Молчи, од ти душата ќе ти ја извадам. Сето ова ти ми го направи и замеси онака аптекарски. Ама не, јас сега сам... Мол, тргни ми ги! Тргни ми ги од превод, што ти ми се стетува!
Гледате ли, луѓе, што стана? И сега министерот ја чита мојата телеграма, се наврли на мен. Ова... Знам ли, ќерка ми се наврли на мен. Така да. Тоа е са. Ќе пукне резил. Оној вичот ќе го разгласи на секаде. Бога ми многу се разлути. Што мислиш? Каде е појден сега? Па сигурно на пошта. На пошта? Па што вара тој на пошта? Да му телеграфира на господин министерот. На министерот? Да. Но што има тој да му телеграфира на министерот? Мили се ме трчај, спасај го. Кажи му да не си играј мајтап да ми мати вода, ако не ќе да те послуша. Кажи му на телеграфистот не сме дочука ни една телеграма, дури јас не ја прегледам. Цензура, господин. Цензура, ами како? Кога е работа за династијата и за кралот, ќе му ведам ја и цензура, и тортура, и секвестура, и ќе му удрам на секого 25 одзади. Не може има. Ајде, министр, ајде. Ајде. Обре, брате, што ќе правам со овој ѓока, лепа? Па, јас би рекол... Зборувај. Господ проговорил од тебе. Па вие сте стар полицаец, па знаете... Маре и да знам... Што се прави во ваков случај? Не ми паѓа на ум, зборува ако знаеш. Па јас мислам... Што? Да го пуштиме ѓока да избега од затвор. А на господин министерот да му телеграфираме покрај целиот оној строг надзор, ноќешко на сомнително лице избегало од затвор. Ајде. Избегал ѓоко. Да. Па не можат по него да избегаат документите. Да, не ми ти. Теле. Баш си ти некој вол. Телеграм. Телеграма? Од кого бе? Не знам. Министерот. Нозај ми се пресекла. Читај ти, што вели министерот, леба? Што вели? Лицето за кое што станува збор во вашата телеграма од 17 овој месец е фатено во Иваничка околија. На здравје нека. А лицето што вие сте го фатиле веројатно едно од таквите, затоа спроведете го под строга стража во Белград заедно со сите ракописи најдени кај него. Ами сега, мој господин... Нема што, ќе мора да го спроведете. Кого, ѓока ли? Ѓока. Море ќе го врзам во вреќа како мачка и ќе го пратам Белград. Што ќе правам со документите? Не гледаш дека министерот точно на ни пука? Знаете што, господин началниче? Да. Ако сакате мене да ме послушате и да го покриете овој резел ќеркави што се прегрнуваше и бакнуваше во канцеларија и да го спроведете ѓока во Белград, најдобро е сега вие да појдете тамо в соба. Па благословете свршувачката, па после заедно со ќеркави зетот ви ѓоко, заминете за Белград, па вие тамо лично на господин министерот. Вака и вака. И така. Ма леба ти... Мислиш така ќе биде наарно? А нема. Сам да го спроведам, да ги земам и документите, а на господин министрот ќе му речам дека сето тоа го направи господин Виче од љубомора. Токму тоа? На Вича не му треба служба. Случајно е. Браво, Жико. Браво. Браво. Бе, каде е твој ѓок? Абре, ѓок. Што стана?
Gospodine Žika. Gospodine Žika. Gospodine Žika. Gospodine Žika. Ovo je Josip od Tarbušnica. Naminуваше така по-често кај мене како човек, jel bete? Pa dojde,